Што представува микробиомот? Една збирка од најразлични микроорганизми кои што заедно со човекот создаваат еден екосистем. Треба да постои една симбиоза, една поврзаност меѓу телото и тие микроорганизми. Микробиомот се создава во моментот на раѓање. Бебето го повлекува микробиомот од мајката. Како бебето се роди спонтано, со спонтано раѓање, тогаш ќе повлече она што му е највредно на него, а тоа е урогениталниот микробиом и цревниот микробиом од мајката. Ако се роди со цезареа, се собере првично од кожниот микробиом на мајката, кој што е помалку вреден. Пороѓајот е, да речеме, од со царски рез. Не се храни со мајчино млеко. Кога се смета дека детето добива стабилизирање во однос на... Микробиомот патува на честички од прашина. Колку повеќе прашина дома, толку поразновиден и постабилен микробиом на децата и членовите на семејството. Тоа се руши со сите оние теории што ги слушаме на некој начин. Да. Што е разлика помеѓу пробиотик, пребиотик и постбиотик? Да се објаснат трите работи, бидејќи цело време се збори за пробиотик. Пробиотиците се живи микроорганизми кои што се земаат како замена на нормална флора кога станува збор за одредени состојби. Пробиотикот е ефикасен само во период кога се зема. Пребиотиците се одлични. Значи тоа се влакна кои што не му користат на нашиот организам, но за да бидат тие корисни, треба да имаме одредени конкретни бактерии кои што имаат способност првично да ги разложат и од нив да направат храна и за себе и за другите членови на микробиомот, а потоа да изметаболизираат па да ги нахранат цревните клетки. Постбиотици се делови од микроорганизми. Поедноставно, пробиотик се бактерии, да. Пребиотик се храна за бактерии и ова се делови од бактерии кои што не се целосни, не се живи и немаат директна функција и не можат никако да наштетат во организмот. Среќен микробиом, среќна индивидуа. Меѓутоа, среќен микробиом е само доколку му внесуваме она што е разнолика и непроцесирана храна. Зошто е тој клучен, цревниот микробиом? Заради тоа што таму се случува цела хемија на организмот. Хормоните кои ќе си го завршат својот пат се конјугираат во црниот дроб. Ти си тестостерон, си ја завршил својата работа, ај сега ќе тоа слободиме во цревот. Има една група на микроорганизми кои што се многу битен состав на микробиомот во цревата, го деконјугира и го враќа назад и му вика се уште еден круг ќе свртиш. На тој начин се намалува стрес, се одржува вистински потенцијал на организмот и се одржува биолошка младост. Воопшто не се битни годините. Се доека се грижи за микробиомот, ти си во биолошка младост и во одлична потенцијална состојба и функција како човек. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Денеска ќе зборуваме за една многу актуелна тема во медицината и мислам дека е онака топ 3 теми кои што на глобално ниво се разговараат. Област за која голем број на експерти сметаат дека имаат клучна улога во нормално функционирање на организмот. Тоа е микробиомот. За моја големо задоволство, мој денешен гостин е моја колешка, долгогодишни пријатели и колеги, доктор Билјана Ќурчич, која што е специјалист по микробиологија и паразитологија, а во исто време е еден од основачите на првото здружение за микробиом во државата. Билјана, добро дојде во мојот подкаст. Добро најдов. Благодарам на поканата. Навистина е големо задоволство да се учествува во една ваква емисија која што ги руши нормите на едукација, на споделување на медицински интересни работи, одговарање на многу теми пред да се постават прашања и така натаму. Авангардата е секогаш top of the tops. Ти благодарам. Ние долги години соработуваме, мислам и со професиите, али мислам дека денеска имаме една тема која што е навистина многу актуелна. И овде имам стварно јас кога ги вадев прашањата, викам ова имаме да зборуваме повеќе емисии, не една. Но мене лично исто ме интересира за микробиомот, така да ќе започнеме онака едно базично. Што представува микробиомот? Еве наједноставно гледачите да може да разберат за што зборуваме. Јас наједноставно би кажала дека микробиомот е еден космос, една збирка од најразлични микроорганизми кои што заедно со човекот создаваат еден екосистем. Меѓутоа, тие се целиот генетски потенцијал, целата функција, сите материи кои што се создаваат како медиатори во тој микробиом и практично
целата улога на микробиомот со надворешната средина, целиот контакт на микробиомот со сите функции на човекот и сето тоа практично изврзано во еден совршен, елегантно, интелигентен систем кој што има огромно влијание на човекот. Да, многу актуелно е, бидејќи, мислам, затоа и гледачите, мислам, на крај на емисијата ќе ја согледаат важноста на ова што го зборуваме. Што е разлика помеѓу микробиом и микробиота? Значи, тоа да ги разграничиме, дека се спомнува во вака меѓу и колегите, можам да кажеме, меѓу населението, да се разграничи што е едното, што е другото. Микробиомот е оден скуп на се, а микробиота се практично поединечните микроорганизми кои што го создаваат микробиомот. Така да микробиотите можат да бидат бактерии, вируси, протозои, габички, понекогаш и некои од паразити, ретко, меѓутоа тоа се поединечните микроорганизми и кога практично зборуваме за микробиота, тогаш треба да потенцираме дали зборуваме за бактерии, дали зборуваме за вируси, секој од нив има своја функција, секој од нив населува различни делови на човековиот организам и тоа е тоа. Така, колку треба тебе има ли некоја бројка каков е бројот на микроорганизми во телото? Тоа е многу интересно заради тоа што кога почна практично сознавањето на микробиомот, почна експлозии на научни истражувања, на објави и така натаму и беше као вау, ние имаме као нешто доволен број на клетки кои што би не направиле како совршен организам и маца почна да се нарушува оној вообичаен антропоцентричен начин на размислување и поимање на човекот, дека практично се почнува од нас, се завршува со нас. И потоа беше како има еден систем од микроорганизми кој што е 10 пати поброен од нас. Тоа веќе не е точно. Значи сега се од прилика 50-50, малку повеќе на таа вага преовладува бактерискиот состав на микробиомот, заради тоа што кога зборуваме за клетки, практично единственото она што може да се изброи тоа се бактериските клетки. Остатокот како вируси не може да се избројат, но практично микробиомот не се цени по бројка, се цени практично по функција на микроорганизмите. Едноставно да свата дека микробиомот, значи сите оние микроорганизми што постојат во нас, сите оние бактерии, значи све тоа што постои треба да постои на симбиоза, на поврзаност меѓу телото и тие микроорганизми. Наједноставно објаснето. Тоа така и да тие се секогаш во рамнотежа и се додека се во рамнотежа, тогаш се е совршено и е одлично. Кога се измести тоа, тогаш имаме проблем. Уствари за тоа ќе разговарам. Значи, ако се тие навистина толку битни дека постојат, кога започнува нивното формирање? Овака, сега има истражувања кои што дали уште во бременоста или опишуваат и фетален микробиом. Меѓутоа јас би го скокнала сега овој момент за било какво објаснување за фетален микробиом, бидејќи тоа се сега се уште предпоставки и се уште нема веродостојни клинички испитувања за такво нешто, иако знаеме дека и амнионската течност не е стерилна, меѓутоа ќе почекаме да биде се медицински издржано за да можеме на еден ваков на една ваква размена на информација да кажеме. Ќе се држиме до она дека микробиомот се создава кога во моментот на раѓање, дека бебето го повлекува микробиомот од мајката и тука е многу битно заради тоа што каков тип на основен микробиом ќе има многу зависи од начинот на породувањето. Што значи? Дека ако бебето се роди спонтано, со спонтано раѓање, тогаш ќе повлече она што му е највредно на него, а тоа е урогениталниот микробиом и цревниот микробиом од мајката. Меѓутоа, ако се роди со цезареа, практично ќе собере првично од кожниот микробиом на мајката, кој што е помалку вреден и има помалку важна функција во рамнотежата. Меѓутоа, потоа, ако мајката реши да дои, тогаш микробиомот ќе се зајакне и ќе биде постабилен и тоа бебе ќе биде поздраво. Но, ако оди на вештачка исхрана од X причини, нели, не осудуваме, него само кажуваме факти дефинитивно, некогаш мајките не сакаат, меѓутоа некогаш не постојат услови за природна исхрана за доење, тогаш повторно се посиромашува микробиомот и тогаш бебето повеќе прифаќа микробиом од својата средина, што значи дека и тие факти и средината. Тие микроорганизми, тие бактерии ги добива од друго место, не го добива од родителот на некој начин, од мајката. Да, кога е таква ситуацијата, повеќе добива од околината, помалку добива од оние вредни, основни микробиоми со кои што практично би требало да се потенцира
првичните месеци на здравје на тоа бебе. Да, многу интересно. Мислам, и кога по принцип, ако, еве како што кажа, се породјате, да речеме, од со царски рез, не се храни со мајчино млеко, кога се смета дека детето добива одредена, можам да кажам, стабилизирање во однос на добивање на микробиомот? Микробиомот расте и се развива и се стабилизира заради тоа што се знае дека во текот на целиот живот има една стабилна основа која што се формира во првите 3 години од животот. Така да не само овие два фактори, туку и во каква средина живее детето, дали живее со животни, дали живее со повеќе луѓе во таа заедница, Значи, дали рано ќе почне интеракција со други деца на своја возраст или помали или поголеми, дали ќе излегува повеќе во природа. Имаш константен контакт со создавање на тоа. Значи, до 3 години. До 3 години. Да. Цело време све што е околу тебе. Значи по принцип од тоа кој што разбирам, ако те наводници кои што вика, ако те стават во стаклено звоно, ти усвари тоа не е добро. Ти немаш од каде да ги добиеш тие. Не, сите апсолутно. работи. И тоа сето го знаеле нашите стари предци заради тоа што дозволувале во најмалите години децата да доаѓаат повеќе во контакт со средини кои што имаат по-разновиден микробиом. Сега е докажано, сега најново има истражувања, дека не мора и да е во непосредната средина, дека микробиомот патува на честички од прашина. Значи, колку повеќе прашина дома, толку поразновиден и постабилен микробиом на децата и членовите на семејството. Значи, тоа е сега најновиот факт. Тоа се руши со сите оние теории што ги слушаме на некој начин. Да. Да речеме, по оваа логика, добро е да живее меѓу животни или не? Да, добро е, секако. Секако е многу здраво за формирање на еден стабилен микробиом разновиден. Заради тоа што, пак ќе кажам, она елегантно и интелигентен. Кога има повеќе опции, ќе го избере она што е најсоодветно за самиот организам. Она што е најфункционално. Значи, самиот микробиом интелигентно си ја создава својата разноликост од она што знае да работи во заедница. Најбитното е дека нема поединци во тој микробиом. Така. Сите оние работат како една среќна заедница на членови каде што секој ја знае својата улога до совршеност. Да речеме, знае улогата. Дали ние тука сите имаме различен микробиом? Имаме, да. Сите немаме ист микробиом. Овде во просторија. Немаме. Секој човек има различен. Има различен. И затоа се вика микробиом fingerprint, значи како отисок е. На прст. Апсолутно, како отисок. Ние сите имаме наш индивидуален микробиом. Меѓутоа, што се најновите истражувања? Имаме ние основа. Меѓутоа, тој микробиом, сега со најновите истражувања и докази, има и дневен ноќен ритам. Не е ист кога е светлина, не е ист кога е ноќе. Има варијации, меѓутоа, тие се здрави варијации на оние помалку важни представници и членови на микробиомот. Оние кои што се најбитни за контакт со надворешната средина и контакт со нашиот организам, и оние кои што учествуваат во поврзување на сите функции во нашиот организам за човекот да функционира како една совршена целина, практично се постојани, но има флуктуации и варијации. Кога јадеш едно јадење наутро и истото тоа јадење навечер, има различно влијание врз микробиомот. Тоа значи, се постава прашањето вселена. Да речеме наједноставно за да не разберат што зборуваме. Ја те разбирам апсолутно што кажеш. Значи, која е улогата на микробиомот во нашето тело? Наједноставно кажано. Како он не штити, да речеме, еве најпросто кажано. Како ни одржува стабилноста на телото? Ние ќе одиме после системи и така натака, али еве најгрубо кажано, микробиомот зошто е многу битен? Како единка, како некаква состојба на телото, не знам. Знаеш, тоа не може со една реченица се одговори, заради тоа што затоа и се вика дека микробиомот е супер орган во телото и дека е нешто како Значи, во цревата имаш едни микробиоми, во уринарниот систем имаш друг, во вагината. Ама да почнеме од наједноставната функција. Прво, микробиомот ги обложува сите наши кожи и слузокожи кои што имаат влез за се што доаѓа од надворешната средина. Така, тоа е тоа што значи, да те сватив. Значи, најбитната работа е дека има физичка бариера. Значи, тие се како војници, како гард,
кои што не дозволуваат се она што е страно и штетно да допре до влезните врати и да влезе внатре. Значи, се доека е во баланс, е тоа. Така. Втора работа. Микробиомот има можност, во однос на својата функција, да ги храни клетките, особено клетките на цревото, и тие да создаваат доволно слуз за таа слуз да биде како втор вид на бариера која што буквално ќе води сметка кој ќе стигне и ќе го стимулира и ќе го иритира тоа црево или тој имунолошки одговор кој што практично создава првичен сигнал и влегува во телото, а кој не. И трета работа, заради тоа што се на некој начин домаќини и одговорни за таа микросредина, тие се совршени во наједноставен начин на наоѓање на храна, значи компетитивни се, конкуренција се на све она што ќе дојде од надвор и што е патогена бактерија. Така. Ако некој друг дојде, значи они апсолутно нема да му дозволат, ако се во рамнотежа и во фул состав, нема да му дозволат да стигне до храна. И да направи пеја. Значи тоа е она што е во однос на одбрана кон надворешната средина. Одлично. Они имаат способност да создаваат и разни супстанции кои што ние би ги нарекле наедноставно сега за ваков тип на емисија бактерицини. Значи дури знаат и штетно да делуваат на она што нема е местото тука. Меѓутоа тоа се веќе сосема други стручни работи. Само чисто да знаеме дека не само што се гард, него имаат и оружје, и огнено и ладно оружје, да ако некој се приближи повеќе од оно што би требало со сите овие досегашни функции, практично да му е скинат главата и тоа е завршена е приказната. Мислам. Така. Добро, тоа ќе почнеме тогаш со со децава, да кажеме. Кои години се сметаат дека се критични за микробиомот, на принцип? Па до третата година е све она што влијае во основањето на базата на микробиомот кој што ќе напрати цел живот. После третата година, тој микробиом е, иако е дете, е возрасен микробиом и тоа е оној кој што ќе си го носиме во текот на целиот живот. Значи до 3 години. Значи, освен во екстремни случаеви. До 3. После третата година имаме фингерпринт. Така. И сега да речеме во тие 3 години, што све може да го поремети микробиомот? Сакаш да кажеш дека да зборуваме практично најштетните работи кои што може за микробиомот е антибиотска терапија. Антибиотиците. Значи тие се оние кои што директно влијаат на микробиомот, директно прават селекција на одредени членови и комплетно ја нарушуваат она функционална рамнотежа на микробиомот. И тоа трае. Единствено кога мораш да го примиш, да речем. Значи не можеме ние сега да осудуваме, има практично многу оправдани ситуации каде што мора да се даде антибиотик. Антибиотикот е нешто што медицината го применува и антибиотиците спасуваат животи. Значи да не се разбереме ние погрешно дека не сме. Меѓутоа критериумите за давање на антибиотик апсолутно треба да бидат на највисоко ниво. Така. Само посегнување по антибиотик или давање антибиотик за секој случај, да не случајно нешто е апсолутно забрането. Да речеме честа инфекција ако има детето од тие 3 години и ги лечиме без антибиотици, дали тие може да предизвикаат пореметување на микробиомот или не? Па зависи за кои микроорганизми станува збор. Доколку станува за вообичаени респираторни инфекции, не. Меѓутоа доколку постои инфекција со салмонела, таа и како ќе го испоремети. Значи салмонела е бактерија која што е стрикно патогена, која што се внесува со храна и таа има исто така многу висока способност да создава бактериоцини и да уништува други микроорганизми. Таа има своји механизми да стигне до храната кај што треба, плюс навлегува во лимфните јазли, па во крвоток и така натаму. Така да не можеме да генерализираме за инфекциите, многу зависи за кои микроорганизми станува збор. Дали се битни кај алергијата, кај деца и кај астмата и така натака? Па, тие се состојби кои што во денешно време се директно поврзани со иницијално пореметување и дисбиоза на микробиомот. Апсолутно се врзани со тоа. Не се директна причина, меѓутоа се знае дека иницијално прво настанува дисбиозата, значи нарушување на балансот на микробиомот, потоа од таму настануваат стресни реакции и практично заради тоа што микробиомот е сепак страно тело, микроорганизмите се страно тело. Меѓутоа ги хранат директно ентероцитите, клетките на цревата. И ги
учат, практично микробиомот е учител на стабилен имунолошки одговор кој што потекнува од цревото. Така. Кога настанува дисбиоза, нема доволно Што е храна. дисбиоза, да им објасниме тоа? Дисбиоза е пореметување на составот на микробиомот, што значи пореметување на неговата функција и понатаму пореметување на создавање на оние материи кои што се потребни за стабилност на сите влезни врати во организмот, од таму Така. настануваат различни пореметувања на реакции и така натаму и настанува состојба. Што значи дека ако има нарушување на микробиомот, тие ентероцити не се доволно нахранети и создаваат сигнал на хиперреактивност. И од таму настануваат автоимуни заболувања, настануваат пореметување во имунолошки одговор, алергии и така натаму и Значи, така све што натаму. е. Приказната во принцип е докажана и е многу едноставна, но да се стигне до таму што треба да се направи на најдобар начин, практично е да се превенира, тоа е она да сме свесни дека ние сме одговорни за создавање на микробиомот на нашите деца, ние сме одговорни во советување на луѓето да имаат поинаков начин на живот, заради тоа што он е променлив. Дисбиозата е реверзибилна работа. Се враќа таа. Може да го повратиш тоа, да го регенерираш на некој начин. Да, особено што кога целиот начин на живење во корист на микробиомот на одредениот човек, на индивидуата, има поголема способност за отпорност на стрес од било каков тип. И подобра способност побрзо да се врати во својата првична балансирана состојба. Од тоа све што кажа, кои се твоите сугестии за родителите? Еве, за децава до 3 годишна возраст. Што е по тебе превенција како совет што би дала? Принцип. Еве, како родител, да кажеме, како ти би настапила, да речеме, да го сочуваш микробиомот? Дали помалку антибиотици, има ли некаква храна што треба да ја примаат посебна? По тебе, ние живееме на подречје кое што е совршено за најдобрата исхрана која што го храни и го одржува микробиомот. Тоа е медитерански тип на храна. Значи не постои посовршен тип на храна кој што овозможува микробиомот да биде одличен, во одлична состојба. Меѓутоа, младите родители се во денешно време побрзање, под стрес, па сите на некој начин посегнуваме повеќе по процесирана храна, а не по она што треба. Значи, начинот на исхрана има главна улога во одржување на микробиомот. Така. Среќен микробиом, среќна индивидуа. Меѓутоа, среќен микробиом е само доколку му внесуваме она што е разнолика и непроцесирана храна. За антибиотиците веќе многу пати сме дискутирале, значи тоа веќе треба епизоди за антибиотици. Ја го повторам многу епизоди овде поминаа за тоа. Меѓутоа, треба на национално и глобално ниво да ја кренеме свеста дека антибиотиците се зло кога ги употребуваме таму каде што немаат место за употреба. Так. И друга работа, должината на употреба на антибиотика исто така битна. Колку долго ги примаат? Ако некој антибиотик се договориме дека треба да се даде во 5 дена, ние нема да ја подобриме неговата ефикасност ако пациентот прима 15 дена антибиотик. Так. Дозата, значи многу работи. Не, затоа и се автоматски не носи до, например, она што е најчесто гастроинтестиналниот тракт, да кажеме, како една од системите кои што мислам дека се под најголемо влијание на микробиомот. Таму е главниот дел од микробиомот. Така да, зошто е тој клучен цревниот микробиом по тебе во целото здравје? Зошто го третираат така по принцип? Заради тоа што таму се случува цела хемија на организмот. Она што е најинтересно, чисто само како една приказна да ви кажам, тоа е исто така во последните 5 години многу актуелно, колку е битен тој микробиом за нешто што воопшто веројатно не би ни паднало на памет. Прво, цревниот микробиом има директно влијание врз апсорбција и елиминација на холестерол. Добре. Холестеролот во митохондриите се обработува во прекурсор, значи пред материја за хормоните, кој што потоа во тестисите и во јајниците се претвара во хормони. Во цревата и во цревните клетки, оние што се хранат од продуктите кои што ги лачат микробиотите, бактериите во микробиомот,
впливаат завршетоците на вагусниот нерв. За вагусниот нерв во денешно време се зборува толку многу, као нервозен си заради тоа што вагус ти е во хиперакција и така натаму и така натаму. Тоа е главен нерв кој што 80% од нервните влакна оди со сигнал од цревата директно во мозокот. Так. И влијае на онаа оска, хипоталамус, хипофиза, жлезди, па хипофиза, хипоталамус, надбубрежни жлезди, кортизол, стрес. Значи, директно влијание. Значи, ако што каже, све е поврзано. Значи, а тие повторно се врзани со лачење на хормоните. Има и трета работа што е многу битна. Хормоните кои ќе си го завршат својот пат се конјугираат во црниот дроб. Не ми треба више, ти си тестостерон, си ја завршил својата работа, ај сега ќе те ослободиме во цревото. Има една група на микроорганизми кои што се многу битен состав на микробиомот во цревата, кој што вика, овде нешто не штима со тестостеронот, заради тоа што си предаваат сигнали. Не навлегуваме во процесот на препознавање, меѓутоа вика, овој тестостерон уште му треба на овој организам. Го деконјугира и го враќа назад и му вика се уште еден круг ќе свртиш. На тој начин се намалува стрес, се одржува вистински потенцијал на организмот и се одржува биолошка младост. Микробиомот е директно одговорен на биолошката и функционалната младост на организмот преку митохондрии, преку одржување на холестерол и преку одржување на нормално ниво на организмот кое што му е потребно. Воопшто не се битни годините. Значи, ние возрастните луѓе над 50 викаме години, нисто важно. Микробиомот кажува дека не се битни годините. Се доека се грижи за микробиомот, ти си во биолошка младост и во одлична потенцијална состојба и функција како човек. Мислам дека нема што понатаму да зборуваме за функцијата. Можеме да завршиме емисијата. Овде веќе се каже. Мислам за стресот да не зборуваме дека директно влијае на кортизол и дека вагусот е одговорен практично за парасимпатичкиот дел, каде што се во организмот кога е во тонус, тој парасимпатичен дел на организмот, се во организмот функционира мирно и во полн потенцијал. Добро, тоа ќе дојде прашањето да речеме што значи здрава цревна флора, кој ќе се рече. Дека имаш цревната флора ти е супер, микробиомот ти е добар. Како ќе знаеме, да речеме дали јас имам добар микробиом? Како да го провери, како да знаеме за тоа по принцип? Дали за да бараме воопшто дали имаме добар микробиом, треба да практично нешто не функционира како што треба. Така. Тоа би била вистинската приказна. Во однос на клиничка слика? Во однос на состојбата на пациентот. Постојат различни функции кои што можат да се исконтролираат, почнувајќи од пошто пореметен микробиом кој што е врзан со одреден број на години оди и во диабетес тип 2, оди во анксиозност или нервоза, оди во депресија. Стресот. Дали стресот може да го измериш нивото на кортизол и ако функцијата, например, на жлездите ти е во ред, а се уште е висок, можеме да врземе дека директно е проблем микробиомот. Па потоа ќе го прашаме, тоа не е се уште пациент, значи особата која што има потреба нели да се провери микробиомот, дали има проблеми со косата, со кожата, нели симпатикус, парасимпатикус, висок симпатикус, сува кожа и така коса, паѓа, крта и така натаму, значи практично може да се испита од А до Ш, па да видиме дали треба да направиме некои медицински испитувања врзани со функцијата на организмот, заради тоа што микробиомот е одговорен за многу работи, меѓутоа не смееме медицински да заборавиме основни проверки кај индивидуата дека можеби функционално нешто не штима и дека треба да бараме и да поставиме некоја дијагноза, а не само со микробиомот. Така. А да речеме стресот, дали стресот е, да речеме, обратно, ако јас сум во стрес, дали тоа значи дека мојот микробиом е нарушен или Да, значи, заради тоа што ти со твојот може микробиомот да е нарушен од X причини, па да се има повисока и поексплозивна реакција на стрес, ама тој стрес секако ќе влијае на микроорганизмот и ќе го наруши дури ако иницијацијата не била еден магичен круг ќе се прави практично. Се врти у круг целата работа, значи интересна работа. Морам само нешто да кажам. Ајде. Микробиомот
докажано е врзан со одредени ситуации. Меѓутоа, ние мораме да потенцираме дека здрав или пореметен микробиом се гледа според тоа дали сите функции во нашиот човечки организам се врзани во целина и функционираат да се поддржуваат, или има некој проблем во совршениот часовник во човекот, па тогаш ќе бараме дали микробиомот е нешто како што треба. Како да ги врзува сите функции, да сите органи работат за една работа. Така, одлично, супер, мислам стварно Значи, тоа е тоа. преубаво го објасни. А да речеме дали тогаш овие клинички работи кои се од типот на диареја, надуеност, обстипација, запек, Тие се директни дали се директно симптоми. врзани со микробиомот? Да, тие се директни Најдиректно симптоми. врзани. Пошто тоа е првата врата е практично. Тоа е врзана Мрзеви слева, со иритабиле. проблем на цревните клетки и тука дефинитивно микробиомот, недвојбено е микробиомот кој што е иницијатор на тоа. Дефинитивно тука треба да се води Што би можеле да сметка. испитаме по тебе микробиолошки, можеме ли нешто Значи, конкретно? постојат тестови за проверка на микробиом, меѓутоа тие тестови не се базирани како тестови кои што Се уште не држат. испитуваат микроорганизми кога постои инфекција. Значи, кога постои инфекција, знаеме кој е предизвикувач на инфекцијата. Зимаш копрокултура, проверуваш. Даваме име и презиме на бактеријата и толку е толку. Имаш ти тоа и тоа, и имаш антибиограм, испитуваме осетливост и толку е. Кога станува збор за испитување на микробиом, мора да постои одредена состојба, да знаеме дека има во микробиомот одредени маркери кои што ќе ги испитаме и ќе ги врзаме со одредена состојба. Но многу е тешко, се уште нема реално клинички валидирани тестови кои што како функција би ни помогнале Ви да кажаме, директно дефинитивно го видиме знаеме. микробиомот. Така. Така да тоа е се уште во развој и таму треба многу работа. Кога станува збор за микробиомот, не е само да дадеме име и презиме на бактериите, не смееме да заборавиме дека тука и вирусите играат многу голема функција, можеби не по маса, меѓутоа по функција една од најинтензивните практично пренесувачи на информации од внатре кон надвор и обратно, и дека иднината на медицина базирана на микробиом е детекција на маркери преку бактериофаги. Значи, бактериофаги се вируси кои што многу специфично се врзуваат за одредени бактерии и патогени, значи оние кои што предизвикуваат инфекции, меѓутоа и оние кои што ни се баш добродојдени и ги сакаме во нашите црева. Тоа е еднината на медицината. И тука многу има луѓе со различно мислење за помош на вештачката интелигенција во медицината, меѓутоа тука ни треба дефинитивно вештачка интелигенција за да не ги поврза сите информации во еден алгоритам и сите состојби кај пациентот кои што се актуелни и постојат, за да можеме да ги врзаме и да најдеме вистинско решение што све треба ние да направиме кај него за да издействуваме корекција на микробиомот и да ја прекинеме состојбата да не помине во болест. Одлично. Мислам баш онака иднината е тоа, ја така и започнав, мислам она од моментот кога јас немав многу информации реално, мислам сега ние сме зборувале отприлика, мислам знам што е и така натака, али дека е токаво влијанието и дека толку на вистина до тој степен на глобално ниво се посветува внимание кон микробиомот сега, баш од онака можам да кажам топ 3 професии кои што се експонирани моментално на светско ниво. Тогаш морам да го спомнам и во однос на имунитетот. Како микробиомот го тренира имунитетот, да кажеме. Тоа е исто така многу интересна приказна, многу кратко. Тоа се за нашето тело страни клетки, кои што по медицината се викаат антигени, носители се на антигени, нешто што предизвикува. Меѓутоа, тие, пак ќе кажам се, основни производители на храна за овие клетки во цревата. Тие произведуваат слуз, да кажеме наедноставно, кој што ги покрива слузниците и на тој начин формира една бариера. Таа бариера оневозможува директен контакт, ама присуството на подалеку на овие кои што се членови на микробиомот, практично не ги оставаат да заспијат. Микробиомот е учител на имунолошкиот одговор, не експлозивен, не превремен, не заспиен на организмот. Тука сме, те дзиркаме, биди во тонус, ама мирно е. Заради тоа што багусот
го стимулира, а вагусот вика окей, јас сум у модус на мир и све е во ред, ништо не се случува. Сите одлично си И функционираат. знаеш како се сруши тој систем, се руши Да. све. И тоа го Тоа е предвидел тоа. со мене. Му даваш антибиотикова, не треба го рушиш Да. тој цел систем. Тоа е тоа. Значи таа симбиоза, мислам, а како би го кажале дека исто така доста читав дека микробиомот делува и во ке депресиите се Преку вагус. Пак И е преку преку вагус. наоска, повторно хипоталамус, хипофиза, адренални жлезди и кортизол, значи има и тука еден куп работи. Та brain gut. Преку хормоните, Значи, значи тоа е. све е тоа врзано во еден круг. еден круг кој што никој не е најбитен, ама сите учествуваат и си ја прават својата работа. Дали влијат за слабењето, дебелењето и така натака? Има и такви маркери, дефинитивно се врзани со состојба дебелина. Добро. Заради тоа што директно влијаат на холестерол, меѓутоа индиректно преку оксидоредуктивниот процес учествуваат практично во регулација на купен липиден статус во организмот. Исто така. Влијание на хормоните исто така имаат практично директна улога во метаболизам на шекери, значи дефинитивно, и има бактерии кои што директно предизвикуваат чувство на глад и на ситост. Има една Германија, таа е многу интересна, заради тоа што во некои од земјите како USA се продава како сува супстанца, како пробиотик, заради тоа што помага во одржување на телесната тежина преку создавање на ситост. Така. И тоа е тоа. Да, Па јасно. имаш хафнија, па имаш превотела, да речеме хафнија е феноменална во физичка перформанс, во кај Изведба, спортист, изведба кај спортисти, па кога ќе се зема како пробиотик, инаку ние детектираме хафнија во патолошки примероци каде што постојат инфекции, што значи дека нема добри и лоши бактерии. Бактериите само треба да имаат свое место каде што имаат своја функција. Ако си го поместат местото, тогаш ќе преминат во нешто што предизвикува инфекција. А хафнијата во цревата ја сакаме и такако, заради тоа што ќе овозможи да со физичка активност се добие ефект како што сакаме дури и подобар од некој друг кој што ја нема хафнијата. Добро, ако го кажеме тој момент бидејќи зависи сите тие, дали исхраната зависи ако се прима навечер, дали смета на микробиомот, ако јадеш на 12 на полнок на пример. Мислам дали има такви некои истражувања направено, дали количината, дали одредена храна влие негативно, дали алкохолот влие негативно. Тоа за алкохолот е многу интересно, заради тоа што не постои апсолутен одговор. Тоа е врзан со дозата. Количина? Да, со дозата на алкохолот и частотата на употреба. Значи, не постои ниту една студија, мене лично ме интересирало, не постои ниту една студија како на пример пушењето. Пушењето се знае дека лошо влијае на составот на микробиомот. Заради тоа што ги оштетува на белите дробови или секаде? Клетките. Добро. Нели одбранбените механизми на клетките? Добро. Тоа е тоа. Никотинот. А од друга страна никотинот има и стимулативно, да речеме, дејство на еден куп функции во организмот, па тука повторно има некои двојбени заклучоци во истражувањата, меѓутоа во медицината секогаш има се како едни се за, другите се против. Меѓутоа, ова микробиом не е движење, него е медицина базирана на факти, која што треба да премине во персонализирана медицина и веќе се докажува како таква. Добро. Кога станува збор за алкохолот, многу е битно дали се зема на гладно, во колкава количина се зема, дали се зема сабале, дали се зема навечер, дали се зема секој ден, дали се зема за викенд или одредени прослави, во колкава количина ќе се зема и тогаш и така натаму и така натаму. И тоа се делува. Во принцип, знаеме дека алкохолот е штетен кога е прекумерна употреба, никогаш веројатно никој не се договорил што е прекумерна употреба, што е за мене, што е за тебе. Меѓутоа ќе кажеме како заклучок. Дали ќе те прекинам, дали одреден алкохол има посебно влијание, црвено вино пример, не знам. Дали има посебно? Тоа има повеќе на црниот дроб, на микробиомот се уште не е докажано. Меѓутоа, и како влијае жестокиот алкохол на микробиомот во устната празнина, кој што, пак, кога оди во патолошка состојба е одговорен за едни многу сериозни ситуации како што е ендокардит, особено кај млади луѓе. Така да има цел пат таа дигестивна цевка со ресорбција на алкохолот
би кажала врз основа на тоа дека не се препорачува да се користи почесто од што, да речеме, би требало да се користи во здравствени цели. Да, мислам, баш онака интересно, морам да признам. И сега преска разговаравме кога се видовме и мислам треба да знаат дека постојат и тоа го дискутиравме баш и тоа преска кога ми го напомни, дури ја не го знаев. Што е разлика помеѓу пробиотик, како рековме, Пребиотик и постбиотик. и постбиотик, така. Да се објаснат трите работи, бидејќи цело време се збори за пробиотика. Имаме Да. две други работи кои се побитни од вако, затоа беше најинтересно. Пробиотиците се живи микроорганизми кои што се земаат како субституција, замена на нормална флора кога станува збор за одредени состојби. Меѓутоа, има не секогаш. Има состојби каде што пробиотикот не се препорачува да се земе, бидејќи може повеќе да штети отколку да користи. Но пробиотикот како жив микроорганизам различни има. Има бактерии, има габички, има различни по состав, различни по количина на микроорганизми и така натаму. Меѓутоа, во принцип, генерално Најчесто пробиотикот најмногу се пијат пробиотици. Да, значи пробиотикот во принцип е корисен. Меѓутоа, пробиотикот е ефикасен само во период кога се зема. Добро. Не останува. Не стои, така. Нема љубов меѓу клетките наши со универзалниот микроорганизам кој што прави, да речеме, внесуваш подобрување на ситуацијата само тогаш, нема да остане. Бидејќи не е реално дел од нашиот микробиомски фингерпринт. Добро. Океј. Пребиотиците се одлични. Значи тоа се влакна кои што Растителни дел. не му користат на нашиот организам. Така. Да, растително влакна, Добро. благодарам. Со нив, таа е директна храна за микроорганизмите во микробиомот. Значи, Од нив се се создаваат јадат. оние short chain fatty acids, кои што се директна храна за ентероцитите. Тоа е Така. тоа. Тоа е тоа што Кутарат кој што е супер, значи буквално е чиста храна. И Така. сите срекни, и микробиота срекни, и нашите клетки срекни, се функционира како што треба. Но, за да бидат тие корисни, треба да имаме одредени конкретни бактерии кои што имаат способност првично да ги разложат и од нив да направат храна и за себе, и за другите членови на микробиомот, а потоа да изметаболизираат па да ги нахранат цревните клетки. Така. И постбиотици се делови од микроорганизми кои што немаат шанса да предизвикаат никакви несакани дејства и недоразбирања со нашите живи клетки, ниту пак имунолошки да бидат сватени ако се е пореметено и ако имунолошкиот одговор е хиперактивен во организмот од X причини, или умрени, уништени, убиени микроорганизми кои што тука само служат за да се покренат одредени процеси за да се стабилизира ова. Значи, поедноставно, пробиотик се бактерии, Да. пребиотик се Храна за бактерии. Храна за бактерии и ова се Делови од бактерии кои Делови што од не се бактерии. целосни, не се живи и немаат директна функција и не можат никако да наштетат во организмот. Ако дали сметаш дека сите овие ова се на некој начин суплементи кои што треба да ги внесеме, така? Па суплементи се повеќе Пробиотици. минерали и така натаму, вие се како еден вид на како да кажам фармацеутикалс од прилика, храна Добро. која што има директно дејство и храни микробиом, да речеме. Од сите овие три, кој сметаш дека е најбитен? Да се зема или сите си имаат своја функција? Значи, овие се земаат кога има потреба да се бустне микробиомот, кога знаеме дека има проблем. Кој има проблем, да му помогнеме на некој начин. Не би доколку се е во ред, не би ги препорачала. Но, на пример, ако имаме кронова болест Добро. и улцеративен колит, нема да му дадеме на пациентот пробиотик, нема да смееме. Но постбиотик и како ќе му дадеме и ќе му помогнеме со тоа. Така. Нема да му дадеме пребиотик. Ако имаме некоја надуеност и некоја хронична состојба со варењето, ќе пробаме да дадеме пребиотик, за да видиме дали со тоа ќе му помогнеме со повеќе храна, малку нашиот да се стабилизира и да дојде на себе.
Ја кога збориме, значи јас сега ми доаѓаат 1000 прашања, ти Ја ти поставам за кажам болести, дека ова треба да биде као Star Trek, Microbiome Па еве, Stories. земе за целијакија пример. Сега ти Да. доаѓа, сега пази целијакијата исто е така врзана на ниво на Апсолутно е Значи, одговорен микробиомот за значи, онака интолеранција на одредени типови на храна е дефинитивно микробиомот обвинет. Па еве ги спомнам доста актуелно на безглутенската храна. Еве Да. тоа ми е интересно, баш мене ме интересира, еве, да кажеме како би знаеле, најчесто надуеност и така натака има некоја клиничка симптоматологија. Има тестови кои што Најчесто тоа се да, прави. тестови, И интолеранција на тогаш лактоза одиме, на и тогаш одиме со пребиотик. Па- Тогаш најмногу би помогнало по принцип. Или не? Не секогаш, во Не зависи секогаш. во која фаза бидејќи целијакија е сега веќе не е состојба, него веќе е, да речеме, болест со одредени пореметувања. Ако подолго време трае, а не е детектирана на време, зависи во која фаза. Ако е почетока знаеме, сме решиле да испитаме и знаеме, можеме да пробаме. Со постбиотик би оделе. Така. Мораме да спомнеме тогаш која според тебе која сметаш дека храна најмногу помага? Можеме ли да дефинираме или многу опширно тоа да се каже дали е повише, еве да речеме поедноставно, дали се овошје, дали е зеленчук или дали се еве месо или не знам тестенина или не Знаеш, има исто така еден дали интелигентен постои начин таква на начин да дефинираме или на нема шанс? диета, а тоа е она хроно, каде што Добро. се знае точно кој тип на храна, јас не сум експерт, не би го коментирала сега Так. тоа, меѓутоа се знае точно кој тип на храна кога треба да се користи. Но се она овошје и зеленчук, меѓутоа точно треба да се знае кога Кога? во текот на денот и И не тоа значи? претерано. Влакна кога? Месо и јајца кога? Нормално. И она што е многу битно, а нашите баби и дедовци го знаеле, ферментирана храна. Затоа реков, ние сме среќни што живееме на ова подрачје, ние ги имаме сите услови. Оревчиња, бадемчиња, сето тоа влијае Така. во балансирање на целиот микробиом. Имаме можности да користиме се свежо и Све подготвено, меѓутоа ферментираната храна е број 1 во директна стимулација на микробиомот. Интересна работа. Морам да признам. Дај да кажеме за дисбиозата, тоа ми е исто интересна. Значи кога настанува уствари, како се нарушува и дали е реверзибилно, дали може да се поврати? Во принцип секоја дисбиоза е реверзибилна. Објаснем уште еднаш што беше само Е пореметување на балансот во однос на составот и функцијата на микробиомот. Така. Многу едноставно. Окей. И рековме дека е одговорена со многу работи. Ајде, пошто не го спомнавме воопшто кожниот, значи таму акните може да се директен одговор на дисбиоза на кожниот микробиом. Аха. Па псоријаза исто така, значи различни хронични состојби кои што не реагираат на терапија. Сега кога веќе сме Да кај ова, речеме, баш кога ги спомна нивте, добро, ипак треба да прашаме дерматовенеролози веројатно, али по принцип ако е така како што викаш, дека да пример псоријаза или не знам, идат се поише идат на такви какви ти генетски терапии како Да. ги кажуваат, али да речеме на кој начин, дека претходно даваат кортико ќе се даде да намалиш аутоимун одговор и така натака, на кој начин ти уствари би ја еве кожата би ја микробиомот на кожата како би ја обновил, со што се обновува таа? Баш ме интересира. Дали се укреми, дали е, не знам. постојат производи кои што сега веќе се top of the tops во козметиката и тие се викаат microbiome friendly. Почна и цели серии на производи кои што наводно користат и живи микроорганизми како почеток, значи како бум на целото тржиште. Меѓутоа полека се повлекуваат како помалку вредни, тоа е она исто како што зборуваме за пробиотици каде што се живи микроорганизми, дека повеќе имаат влијание и ефект производите кои што го негуваат микробиомот. Но меѓу другото, за микробиомот да биде стабилен, на него му треба и стабилна база од типот на човековата кожа. Значи, Так. предпоставам дека тие производи исто така одржуваат влажност, ја одржуваат површината здрава и така натаму, да можат микроорганизмите да се налепат, пошто тие не летаат, на нив им треба база. Сега тука се отвараат многу други приказни, а тоа е она бактериски лайфстайл, каде што бактериите се организирани во биофилмови, каде што тоа се вика цело општество на бактеријата,
каде што карактеристиката на единицата се разликува од карактеристика на цело општество и таму секој има улога. Значи микробиом кој што е на базата има улога да создава слајм кој што ќе се залепи за површината. Па тие во средината имаат улога да создаваат метаболити кои што ќе ги хранат и ќе се размножуваат. А оние на површината се војници и имаат улога да ги отфрлаат сите оние работи кои што можат да му наштетат на микроорганизмот. Значи, страшно, да, одница, многу е интересно. Да, баш онака, ја кажав, она е топ 3 по мене. Мислам, овде не можам да избегнеме, ние ја нафрли на почетокот персонализираниот начин на третман на медицината, како се вика. Како би ја дефинирала во однос на, како би се базирала во однос на микробиомот, да речеме? Како, наједноставно да објасниме што значи тоа персонализирана терапија? Персонализирана медицина, практично, која што е базирана на микробиом, е веројатно иднината на пристапот. Секој да си има своја терапија. По мене е превентивата на болести. Значи, тоа е високото достигнување на модерната медицина, значи не да реагираш во моментот кога ќе настане органска штета, туку да ги едуцираш мултидисциплинарно сите луѓе за да знаат која е улогата на овој универзум кој што живее заедно во симбиоза со нас, на кој начин треба да се храниме, што треба да избегнуваме, како треба да реагираме на стрес, што да земаме дополнително, што да не земаме дополнително. Физичката активност не ја спомнавме, значи една од клучните работи која што влијае позитивно на микробиомот. Може би ќе го оставиме ова за некоја друга средба, за да објасниме и тоа, пошто прилично е актуелно младите луѓе за среќа решиле во денешно време веќе и физички да бидат активни, да се едуцираат и да излезат надвор, да се дружат на поинакви начини, така да едукацијата и превенцијата на уништување на микробиомот и предизвикување дисбаланс е најголемиот влог. Тогаш е многу поедноставно, пошто кога ќе настане дисбиоза, може на време да се види, може на време да се интервенира, бидејќи постојат и алатки за корекција на микробиомот. Од типот на долготраен начин на исхрана, од типот на давање на одредени супстанции кои што ќе ни помогнат да се стекне стабилност, па дури и трансплантација фекална. Зашто? Заради тоа што понекогаш микробиомот... Фекална трансплантација? Да, фекална трансплантација се користи, особено се користи како се во прави центри, фекална трансплантација? Значи, буквално се зема од донор, Озбилно? се прочистува, меѓутоа се користи само во животно загрозувачки состојби. Зашто? Заради тоа што се уште не сме сигурни дека е контролирана метода и што, нели ги спомнавме, и вирусите, виом се вика делот на микробиомот кој што го создаваат вируси, и бактериофагом, значи фагом, не сме сигурни што се ќе пренесеме. Заради тоа што кажавме... Дека не сум слушнал, мислам слушнал, онака сум начала дека тоа се прави во кои состојби, да речеме, најмногу? Во центри и најмногу се користи во моментот во онколошки центри, каде што од хемотерапијата е уништено комплетно. Е докажано дека микробиомот предизвикува потфрлање на онколошката терапија. И покрај тоа што е испитана компатибилност на терапијата со генотипот на хуманата клетка, микробиомот оневозможува. Така да има во Франција се најмногу се користи ова, значи во центрите прават редукција на микробиомот, има начин, и потоа фекална трансплантација. И состојби каде што е комплетно уништена. Значи толку многу им уништена флората на цревата, микробиомот и све. Не само тоа, и кога е погрешна. Значи има две работи. Едното кога е погрешна во однос на терапијата која што треба да се даде, а второто е дека е комплетно уништено практично до стерилно, пошто стерилни црева се комплетно животно загрозувачка состојба.
кога онака буквално Да. се ништо нема на нив Да. и тогаш они мора да дадат Да. микробиом за да интересно, мислам, ова е стварно гениално. Морам да признам. Добро, ја мислам ова по принцип што би кажал, еве не знам, при крај сме веќе ме интересираше еве него го спомнавме здруженијето. Значи кој е ја би сакал да спомнам бидејќи тоа се све мои драги колеги кои не знам се кои се сите членови на здруженијето, али голем број од нив ги знам. Зашто не си? Да, ја не знам уште не сум јас, да, тоа треба Не може да сме те станам, поканали. да. Може би сега после емисијава да, ќе може ти- ќе станам ќе ти член. пратиме покана. Да, може ќе станам член. Ме интересира каква е функцијата на здруженијето. Значи кој правец што треба да промените, кого треба да едуцирате и еве не знам која е основната функција на здруженијето. Здруженијето инаку се вика Македонско мултидисциплинарно здружение за хуман микробиом. Идејата Добро. на здруженијето е да поврзе стручни лица, Добро. не само специјалисти доктори, туку и од други области како информатичари, биолози, молекуларни биолози, епидемиолози. Па да, тоа што слушно стварно треба све тоа. Значи, јас се извинувам ако некого Некој не- не успеам да Да, спомнам, окей, значи јасно е. не е со лоша намера, туку навистина многу луѓе да седнат и да почнат да разговараат, заради тоа што све ова што е врзано со микробиомот. Јас сум микробиолог и мене ми е јасно заради тоа што сум едуцирана да размислувам во правец на овие микроорганизми. Но не е one man show, значи многу луѓе од различни области треба да ги направат истражувањата, да се споиме и да промениме многу работи. Да речеме, како микробиолози, кога треба да анализираме одреден бриз од грло, и ќе речеме, не е изолиран стрептокок, должни сме да потенцираме дали во тој бриз од грло сме виделе присутна нормална флора, пошто тоа има исто значение како и одговорот дека нема стрептокок. Така. Тука треба да менуваме работи. Да речеме, не треба да одговориме дека уринокултурата не е стерилна, пошто знаеме дека веќе уринарниот тракт не е стерилен. Треба да кажеме дека во таа урина не се изолирани уропатогени микроорганизми. Значи, сакаме да ги менуваме нештото чекор по чекор, да подигнеме свест за значение и за постоење на овој систем, за неговата улога и да размислуваме поинаку. Повторно ќе кажам, Супер, во однос одлично. на превенција и во однос на персонализиран пристап. Да, ние сите сме ставени во некои референтни вредности, но човекот е целина, не е референтна вредност. Не е мојот холестерол е волку, страшно. Така. Може би ми треба толку, од X причини. Значи, пристапот мора да биде од различни начини како целина за да се стигне до алатката која што ќе му помогне да човекот го одржи здравието. Тука не зборуваме за интервентна медицина. Медицината станала врв во однос на интервентните состојби, во интервентните работи, во спасување на животи, во одржување на луѓе со терапии, генетски терапии и така натаму, кои што веројатно пред 20 години немале ни да преживеат. Значи врв е, но тоа е единиот начин кога постојат екстремни ситуации каде што медицината го достигнала врвот. Ајде да ги намалиме бројките на пациенти и луѓе кои што имаат хронични состојби за кои што се уште после толку години не можеме да најдеме решение. Микробиомот и заедничкото зборување и каде што секој си ја работи својата работа како човеком Да. и како заедница од луѓе, практично треба да си ја заврши својата работа заеднички и да стигнеме до сознание каде треба да интервенираме на кој начин. Билјана, фала ти многу, мислам ова стварно беше по мене беше супер емисија. Мислам дека нема да имам што да кажам. Да, мислам јас стварно ја мислам емисија најмалку зборував, што е право, бидејќи навистина многу во експлицитно све ова го објасни. Ти благодарам што беше, го се видиме сигурно, мислам ова стварно не знам, веројатно треба систем по систем да го разговараме. Да, мислам дека тоа би било најефективно заради тоа чисто ми беше се целта да разликуваат покажеме, скроз. чисто покажеме колку е битен микробиомот и зашто на светско ниво е толку експонирано све тоа. Ти благодарам уште еднаш што беше Благодарам гостин. на поканата, моја е чест. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието. Се гледаме наредната недела со нов гост.